добра музика, о, диди диджей, сакам добра забава. Хей, диди диджей, пушти добра музика, о, диди диджей. Јас... Чекајте, не ве познавам. Дали може да влезам? Вака на врата се чувствувам непријатно. Како да влезете? Ма чекајте, како да влезете кога не ве познавам? Родителите ќе ме караат. Значи сам си дома. Ако сте некој крадец, леле, ќе почнам да викам. Крадец? Ти личам на крадец. Не сум видел крадец до сега. Ако бев крадец до сега... Знам што сте! Киднапер! Леле, мајко, што направам сега? Ко ти беше името? Дарко. Дарко, гледаш премногу филмови. Гледаш? Гледам. Еден киднапер и беше како вас. Во средата го гледавме тој филм. Вака, не сум крадец, не сум киднапер. Ама како да ти докажам? Сакаш лична карта, пасош или мојата легитимација? Не сакам ништо. Повелете, влезете. Одете право. Во дневната. Многу си храбар, ти честитам. Ако сте некој крадец, нема што да украдете. Еве, ако сакате ќе ви ја дадам мојата чанта. Таа ми е нова. А ако те киднапирам? Ако ме киднапирате, со години ќе ги чекате парите. Сега, бидејќи знам со кого си имам работа, редно е да ти се представам. Никола Масин. Ловец на таленти, мислам музички. Така бре, господине Масин, така. Умрев од страф. Каде се твоите? На работа. Сестриче е постар брат? Нема. Одлично. Ова е многу добра информација. Ти си мој потенцијален муштерија. Знам. Мислиш едно дете на татко и мајка и овие ќе загризат, нели? Тешко. Ке те направам пејач. Да ти ги кажам условите. Условите ги знам. 500 марки. 300 за композиторот, така? 100 за авторот на песната и 100 за фестивалот. Ги намаливме цените. 300 марки. Конкуренција. Да, не уништија. Чичко Никола. Може да те викам Чичко? Викај ме. Во Македонија има 31 фестивал. Фестивали има, деца нема. Деца има, нема пари. Размислувам како да ви помогнам. На вистина? Да. Морам да барам друга работа, да се снаоѓам некако. Јас кога размислувам, не сакам никој да зборува. Па тогаш добро, ќе молчам. Се сети! Кога? Сега кога? Да молчам уште? Уште малку. Јас кога очекувам нешто, обично шетам вака. Имам чувства внатрешно дека ќе дојде вистинска идеја. Во Америка најпопуларни се фамилиарните, односно семејните состави. Татко, мајка, деца, братучеди, братучетки, тетки, едно хитче, две. Такви работи кај нас нема. Чекај. Ма тука сум, никаде не јадам. Ова ќе експлодира како бомба. Се ми е в глава. Ќе најдам и спонзор. Веќе ги гледам рекламните плакати.
телевизиските настапи. Гледам тебе, обкружен со обожавателки новинари. Гледам пари. Ти си турне. Ама, чекай, ти си направи филм. Филмот е готов. Како готов? Ти ке пееш. Татко ти и мајка ти придружни вокали. Ако имаш и тетки, играат Божем танчерска група. Ти се допаѓа филмот? Ама, ајде, јас да пеам. Јас не знам да кашлам, па камо ли да пеам? И те покриваат твоите. Моите? Јас ги молам да ја молат наставничката да ми стави петка, а сега уште да ги молам да ме покриваат кога пеам. Не може. Ке ти најдам учител по пеење. Ке те направам звезда. Нема да ти се гледа крај. Што е ова? Не знам. Дарко, дојди. Што е татенце? Кој е овој човек? Пријател ми е, пред малку се запознавме. Даре, ама 100 пати сум ти рекол, дома непознати да не пушташ. А и вие? Како си дозволувате? Кој сте вие? Никола Масин, ловец на таленти, музички. Ама сте нашле кого да ловите? О, постојат ли и такви? Мамички, Чичко Никола е прекрасен човек. Имате, како да речем, необично синче, талентирано и, како да речем, има нос за бизнес. Пак некоја идома. Дарко, дојди. Дарко, со мајка ти се вративме од работа. Треба сега да ручаме, па уморни сме. Ке се одмориме, значи знам што треба. Чичко Никола, сега не е време за разговор со моите, ама ќе ги средам. Утре ќе разговараме. Што да правам сега? Ништо, утре ќе се видим. Добро, се извинувам вака што мислам дека ќе ми извините. Извинете, ви е пријатно. Со здравје. Дарко, Даре. Каде е Дарко? Минете, поминете, влезете. Даре. Него човек ли го кава? Марето мој ми кажа барал деца, музички таленти кои пеат. Да, човекот е кајна, само се предомисли. Марето мој пее како Славече. Само да ја слушне, како Мадоне, сите песни ги знае. Ајде, Маре, запе. Маре, јас ќе ти помогам. А весна ја нема, што ли сега прави, ке и тарам песна, само да се јави. Копнеш брел ме дрее, љубов како река, но минува. Вие! Конечно да ве најдам, сега нема каде да бегате. Јас го одам, сакам да додам каде да 2 години доаѓате. Даре, донеси го сукалото. Ама те капер со овој господин. Овој господин, само ти донеси го сукалото и за ништо да не се секираш. Ништо не ме разбирам. Пред 2 години овој господин му дадов 300 марки да ја напише на моето Маре песна и се уште ја пишува. Каде е телефонот? Там. Ќе повикам полиција. А весна ја нема, што ли сега прави? Ало? Ало, полиција? Ало, полиција? Избега! Како избега? Ќе му го скушам газот со таба. Ало, полиција? Не треба никаде да одите. Крадецот е во сигурни раце, а и сукалото не му гине. Еве сега ќе ви испееме една песничка. А весна ја нема, што ли сега прави?